Джика Стојановски е роден на 9 ноември 1963 година во Куманово. Дипломирал на Машинскиот факултет во Скопје и се стегнал со звање дипломиран машински инженер. Магистрирал на Економскиот факултет, со што ја добил академската титула магистер по економски науки. Во 2005 година на локалните избори за прв пат станал градоначелник на општина Илинден, потоа довербата од жителите на општината ја добил и на локалните избори во 2009 и во 2013, како и на локалните избори во 2017 година, кога по четврти пат станува градоначелник на општина Илинден. Во текот на овие мандати, Стојановски реализирал повеќе проекти во сферата на локалниот економски развој, посебно во формирањето на локални економски зони и реализација на инвестиции. Реализирани се 180 инвестиции, од кои 33 странски директни инвестиции, со што невработеноста во општина Илинден од 38% е намалена на 6%. Под негово раководство, општина Илинден се здобила со меѓународен сертификат за управување со квалитет ISO 9001-2008, добила меѓународно признаен кредитен рейтинг, како и наградата од Европската Унија за локален економски развој. Стојановски е председател на надзорниот одбор на ЗЕЛЗ во периодот од 2013 до 2017 година. Член е на управниот одбор на ЗЕЛЗ и член на Владината комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините. Автор е на книгата Управување со современите фактори на растот на локално ниво, градење на локална самоуправа заснована на знаење. Ја добивте довербата на партијата. Зошто мислите дека ја заслужувате и од граѓаните? Граѓаните ме знаат по делата. Како градоначалник секогаш одлика на еден добар градоначалник се гледа преку делата и реализацијата на се она што значи подобри услови за живење, поквалитетен живот за живење. Од тие причини за понатамошен побрз развој и одржлив развој на општината Илинден, со реализација на визијата за општина Илинден како силна економски просперитетна општина, општина која што значи создадени услови за младите, создадени услови за образование, предучилишна возраст и во делот на спортот, во делот на културата. Сите тие проекти кои што треба да се реализираат, се зацртани, ги знаеме, јас тој дел можам да го исполнам целосно заедно со граѓаните и да се реализираат целите и потребите кои што ги дефинираат токму граѓаните. Каква ќе биде вашата кампања? Кампањата ќе биде со промоција на проекти, ќе биде позитивна, со меѓусебна доверба, со меѓусебно разбирање, со меѓусебно кажување, размена на мислења. И кампањата ќе се состои во тоа што ќе се дефинираат токму развојните програми. Која е првата работа што планирате да ја направите откако ќе бидете избран за градоначалник на општина Илинден? Првата работа ќе биде концентрација на општина Илинден како град на младите. Значи, општината Илинден да прерасне во град на младите, со што ќе овозможиме целосни услови со изградба на општинска зграда, каде што ќе има простории за младите, за стартап компаниите, за почетните бизниси, посебно во IT секторот, инженерите кои што ќе може да добијат простории целосно опремени, за да можат да си го развиваат работењето. На што имате најголема забелешка на работата на досегашниот градоначалник? Овие изминати 4 години општинската власт се покажа како најлоша, најнеспособна власт во изминатиот период.
се сведе само на крпење дупки, санации, општината нема развојна компонента, не се развива, нема визија за напредокот, не гледаме приоритетни изградба на проекти кои што се во функција на подобрување на условите за живење и квалитетот на живење. Понатаму нетранспарентна општина. Не можеме да видиме каде се трошат парите. Во делот на управување, на кадровската политика, исто така, значи општина Илинден ни ја водат луѓе од надвор. Секретар на општината е човек од Скопје. Значи, зар ние 20.000 жители, општината како локална самоуправа нема човек што може да го држи тоа клучно место? Како ќе одиме напред, ние не сме со принудна управа. 4 години не е мал период. 4 години тешко се надоместуваат. И затоа добро е да сега се направат тие промени, за да не продолжи ова локална власт и наредните 4 години, за после тоа нема да можеме воопшто да ја вратиме општината и тогаш ќе отидат и младите, и возрастните, и семејствата, и тогаш веќе нема кој за што би работел. Кои конкретни мерки планирате да ги предложите за младите во општината со цел на нивно задржување, да не се преселуваат, туку да останат да живеат во Илинден? За младите ќе изградиме прво во делот на образовниот процес, значи од образованието, создавање на услови во образованието, понатаму во предучилишната возраст исто така, во делот на спортот ќе обезбедиме изградба на затворен базен, спортски терени, и се она што може да младите да спортуваат, да имат одлични услови во рекреација и спорт, до изградба на спортско-рекреативен центар, општинска зграда за културно-едукативен центар и прифаќање на стартап компании, почетни бизниси во делот на информатичко-комуникацијската технологија, меѓусебното дружење и соработка. И сите оние видувања и предлози на младите ќе ги инкорпорираме и ќе ги вметнеме за понатамошно работење, се со цел младите да се чувствуваат корисни, да нивниот збор се слуша, да се има влијание врз генерално политиката на работењето. Понатаму и ќе се искористат можностите во економските зони за сигурни, силни, јаки работни места, добро платени работни места со додадена вредност. Значи, сите овие делови, сегменти од живеењето ќе ги насочиме кон младите и се обврзуваме дека во наредниот мандат ќе ги реализираме сите проекти што се во функција на младите. Граѓаните во скоро сите општини во Скопје се жалат од нехигиената во внатрешните делови на општината, за кои пак се тврди дека се под ингеренција на општинските власти. Имате ли конкретни предлози и планови како ќе ја донесете повторно чистотата на улиците и ќе создадете една здрава животна средина за граѓаните во Илинден? Основа во работењето е токму хигиената, јавната чистота, заштита на животната средина, проекти во функција на животната средина. И ние овој проект, оваа област ме ја покриле уште во првиот мој мандат, а тоа 2005 година. Значи, тогаш не се зборуваше за хигиена, бидејќи тоа беше абсолвирано и општината беше препознатлива токму по хигиената, по јавната хигиена, навремено собирање, транспортирање и депонирање на сметот, односно управување со сметот целосно. Опремата, комуналните предпријатија беа крвотокот на општината и тие повторно ќе вратиме таа функционалност од тој период. Бидејќи ќе повторам дека ние овој дел со хигиената го имаме абсолвирано 2005 година. Сега 20 години се враќаме наназад.
од денешен поглед, бидејќи сега стана тоа актуелно и во фокус на вниманието. Значи, имаме сериозен пристап и овој дел ќе биде повторно вратен општина Илинден да биде препознатлива токму по хигиената и јавната чистота.